поканета меѓу останатите земји да има свој учесник и Сорос фондацијата ја финансираше изложбата на македонскиот уметник представник под покровителство на Институтот за отворено општество и Сорос центарот за современи уметности. Одборот на овој центар го одлучи да го испрати авторот Јован Шумковски и Небојша Вилич, куратор и директор на Сорос центарот за современи уметности во Македонија, во Скопје. Овие двајца наши представници беа во Сао Пауло и се вратија од Сао Пауло. Добро вечер во Аквариум. Имавте една пресконференција на која што ги изложивте сите ваши доживувања и ставови. И вашето учество во Сао Пауло на оваа 22-та светска изложба ја дефиниравте како учество со протест. И само заради тоа што грчките учесници на Биеналето побарале името Македонија да се смени. Но да одиме почеток. Вие добивте официјалната покана, ако не се лажам. Да. Да е ова. Со Република Македонија. Понатаму, сите ваши преписки беа со Република Македонија, со организаторите на оваа изложба во Сао Пауло. Да, и апликацијата исто така. Тоа е и претходното. Ова е исто. Апликацијата за учеството. Значи, се беше во ред. Дури и кога стигнавте, ги добивте, да кажам, овие известувања визуелни. Идентификациони карти за комуникација интерна. Со Македонија. Така. Нема ние воопшто да влегуваме во некои политички води, ниту пак ќе расправаме за тоа кој што, како и зошто го направил тоа, но битен е ставот на некој што ја представува уметноста на една земја. Именно знаеме дека автори од Македонија учествувале на ова биенале некогаш, тоа е Томошијак и Димитар Кондорски, но како Југославија на времето. И ова е прв пат да биде поканет уметник да ја представува Република Македонија. Така. Точно. Точно. Да почнеме со авторот. Небојша. Господине Шумковски, вие сте прво познат затоа што сте интересен еден од добитниците на сите оние награди на Биенале на младите и така натаму, но и автор кој што предизвикува внимание со своите дела, кој што ги прави во една необична техника. Не би сакала да почнам да кажам од каква, бидејќи сигурно можеби ќе погрешам. Вашите дела беа однесени во Сао Пауло, стигнаа во Сао Пауло и остана на еден од, да кажам, најцентралните точки или влезови на изложбата, светската изложба. Па, впрочем, изложбата се отвараше непосредно до местото каде што требаше да ги изложам моите објекти. И беше така еден средишен момент каде што се движеа целата комуникација воопште. Сите посетители, новинари, куратори, автори, што се движеа во биеналето. Дали кога пристигнавте имаше некои навестувања на една ситуација која значи промена, нели, заради некој притисок или немаше? Се почна од списокот кога грчката делегација во 4 член состав, 3 автори и 1 куратор, го прочитаа списокот на кој што стоја нашите имиња. Да, тоа е овој список. Втори поред. Македонија и авторот и кураторот кај што стојат и местото кај што се одредени. Од истиот почна целата ситуација да се комплицира условно, најавија своје истапување од биеналето, после се сложија ургенции преку својот генерален конзулат, каде што сметаа дека Македонија не би требало нит со знамето, со својот атрибут да се представи пред биеналето, нит на етикетите и во генералниот каталог да не стои Република Македонија, туку форма Фајрон, така, Македонија. Дали вие веднаш помисливте на неизложување на своите дела или во себе баравте сосем друг начин на изразување на својот протест?
Апсолутно. Во второто, претходеа сосем обширни консултации со многу колеги, куратори, адвокатски институции. И апсолутно ние не се одлучивме на еден дециден такав став, да не ги изложиме делата, затоа што најверојатно ќе изгубевме цела една ситуација и прилика на ова интернационална Господин Шунковски, изложба. сигурно дека имаше многу автори кои што се зачудија од овој гест. Апсолутно, мислам, во било кој разговор со авторите, колегите, кураторите, нивни, новинарите, тоа беше еден преседан, такава една ситуација, да с политичка третман или притисок, да го натера организаторот на една преку ноќ сосем друга одлука. И мислам дека во тој правец сите беа мислени, дури некои од колегите одеа во некои си по-комплексни или по-груби манифестации, така, го препорачуваа. Господине Вилич, како ја донесовте одлуката? Одлуката беше донесена од авторот, бидејќи јас како куратор на неговото учество имав должноста да се грижам околу организацијата на неговото учество таму и секако како представник на својата земја ставот кој требаше да биде донесен од страна на уметникот. Иако јас лично воопшто немам дилема. Со други зборови, ние се сложивме уште веднаш дека не треба да се прифати оваа промена, нагла на организаторот за промена на името во бивша или поранешна Југословенска република Македонија. Но прашањето беше како да го изразите сега сето тоа. Да, дилемата не беше дали да го прифатиме или не. Ние не прифатиме промената. Дилемата беше околу тоа како тој протест да се изведе, а да останат незасегнати ниту колегите, односно учесниците, уметници, ниту пак организаторите, а од друга страна најголем проблем беше да како да делата бидат видени. И како? Што? И да се анимираат јавноста. И секако. Всушност, тоа што ние го донесовме како одлука беше излагање со протест. Често не прашуваат колегите после нашето враќање назад во Скопје дали да го дефинираат тоа како делумно излагање, како неизлагање. Меѓутоа, нашиот заеднички став е дека всушност Јован Шумковски на 22-то меѓународно биенале во Сао Пауло излагаше со протест, бидејќи делата кои или тоа што ние како решение го донесовме за како да бидат поставени делата, што ќе го видиме од видеоснимката подоцна, беше едно компромисно решение со нагласка на протестот. За таа цел беше подготвен прес-релиз, материјал кој беше делен на секој тој што беше заинтересиран зошто делата не се поставени. Секако дека во неколку, мислам, околу 300 интервјуа беа направени, односно поделени прес-релиза, околу 60 интервјуи беа направени за проблемот. Интересот на јавноста беше огромен, морам да кажам. Девеќе имаме во еден од Да, тоа е фолја да Сао Пауло, еден од главните дневници. Тоа е овој пасус овде каде што го аплицира моментот. Тоа е еден од тите дневници што пишуваа за што го спомна нашиот проблем. За жал, за тие 2 дена додека ние бевме таму, подоцна најверојатно имаше и други видувања. Јас би предложил да погледнеме видеоснимката. Погледнеме видеоснимката која што снимана е од Јован Шумковски и Небојша Вилич, тоа е ВХС. Сепак како информација мислам дека ќе биде добре дојдена и доста корисна. Сега бидете љубезни, да. Имавме таа среќа да нашиот зид биде непосредно оној зид кој граничеше со отварањето. Овдека е лентата каде што се всушност целата фешта беше организирана и тоа беше еден момент кој не вознемири доста во една позитивна смисла, бидејќи секој тој што влезе на отварањето го виде ова. Ова е начинот на кој ние решивме да го обликуваме нашиот протест. Всушност, едно дело беше извадено од сандакот за транспорт и поставено на 2 штици, второто дело беше само капакот изведен. Сега ќе видите. Капакот беше ставен зад делото со налетницата кој испраќа, Јован Шумковски, Република Македонија.
И третиот сандак воопшто не беше изведен, не беше отворен, додека прес-релисот беше залепен на зидот со целото објаснување за тоа како се случи да биде овој протест, со експликација децидна за одлуката на организаторот без наша консултација да го промени и нашето објаснување зошто ние всушност не ги закачуваме делата на зидот, бидејќи делата требаше да бидат поставени на самиот зид. Секако дека тоа ова е главниот хол, меѓу другото, на Биеналето, што, како што може да забележите, централно место, едно од централните места имавме. Па сега не знам дали е тоа некоја иронија на судбината. Цело време бевме изложени на таков еден топол, ладен однос, промени на ситуации постојано. Комплексноста на целата ситуација беше всушност оваа реакција, овој наш протест. Како да ја задоволиме нашата мисла, нашата желба да бидеме представени, односно конкретно авторот Јован Шумковски да биде представен како автор од Македонија, вклучувајќи ги тука и авторските, односно граѓанските негови права и слободи за изразување, што беше една од поентите која беше нагласена и која беше апсолутно неспорна. И во таа смисла целиот протест беше воден врз основа на констатацијата дека еден уметник не може да изрази свое чувство, односно свое определување на манифестација која е уметничка манифестација. Сите беа изиритирани токму од постапката на уметниците од Грција дека на една уметничка манифестација се аплицира или се доаѓа со идеја која е политички заснована. Дали имаше, да кажем, скратување и на појавување на некои други наши символи или немаше тие работи? Република Македонија. Да, едновремено со барањето да се замени името Република Македонија со поранешна Република Југославенска Република Македонија, грците го нагласија и неистакнувањето на знамето заради, како што стои во писмото на генералниот конзул од Сао Пауло, грчки, заради тоа што символот на звездата на македонското знаме припаѓа на грчкото културно наследство. Знамето не беше изложено. Воопшто не беше изложено. Знамето не беше воопшто изложено, да. Приказната со каталогот е сама по себе интересна. Би можеле да погледнеме за момент. Да, нека тече веќе снимката. Може да го видиме каталогот. Каде што организаторите во едно, односно печатницата во недоумење што да прави, сменяте само главниот наслов, тоа е поранешна Република Југославенска Република Македонија, но други исправки не се направени, така што останува. Еве сега ќе го видиме многу тоа. Ова е главниот наслов во каталогот. Би можеле да ја добиеме и следната страница. На која како податок биографски за авторот стои роден во Југославија, денешна Република Македонија. Господине Шумковски, како вие се чувствувате? Како е тоа чувство? Тага, дали е гнев, дали е бол? Што предизвика тоа? Многу комплексно морам да приметам, многу деликатно, во смисла што едноставно сте дошли на манифестација од интернационални размери, нели? Што многу ретко на еден автор му се кружа во животот и доаѓате во една ситуација каде што па и други варијанти некои на тоа како да се реализира сета оваа комплексна ситуација беа од друга страна засегнати. Многу морам да признам дека имав многу голема подршка од колегите и од нивните куратори кои во ниеден момент не ме оставија да направам двојба околу дали да излагам или не. Имавме максимална подршка и на целата јавност, можам да кажам. Невојше јас направивме доста интервјуа, дури имаше некои мислења и покани за некои изложби. На крајот
би требале да бидеме задоволни затоа што среќна една околност. Гледаме на снимката дека биеналето се отвараше пред нашиот простор. Едноставно анимиравме на поголема јавност. Да кажеме 71 земја учесник со над 155 учесника, именно на Југославија, Куба и Мексико и покрај тоа што беа поканети не учествува Југославија заради еден неистрекен случај. Да, имаше и помалку Од Белград, деликатни. а Куба и Мексико не учествуваа заради Помалку деликатни организаторски проблеми. причини, така. Тие одбија да излагаат. Одбија да излагаат децидно, мислам, тука Заради се работи неадекватен за простор, може да, би така. за принципи едни, со помалце комплексна една ситуација, луѓето децидно не сакаат да излагаат, не прифаќаат, каде што ние за покомплицирана ситуација се мислиме, луѓето многу брзо ги донесуваат. Прашање за вас двајцата. Сигурно дека покрај пресконференции направивте муабети со многу ваши пријатели, познаници, колеги. Дали би се постави прашањето добро, протест е протестно, да не го изложиш тоа, дали едноставно не го прифатија тоа ваше неизлагање? Па да, сите жалеа што делото не се изложени. Или не беа изложени на начин кој заслужуваат и кои се нужни да бидат изложени. Сите тие всушност размислуваат токму во тие координати, дека делата се тука, авторот е тука, а нема да бидат видени. Дека основната смисла воопшто на целиот овој проект Вие ги правевте тие комуникации, господине Вилич, со организаторите, вие бевте тој кој што им најави дека ќе има протест, дека се тоа го правевте вие? Да, тоа беше всушност мојата кураторска должност, еден дел од кураторските должности кои ги имав. Кореспонденцијата помеѓу всушност авторот и организаторите одеше преку мене заедно со моите претпоставени, со кои бевме постојано во контакт околу тоа што и како да се направи. Меѓутоа, морам да бидеме честни и да кажеме дека и голем дел од работените во биеналето, во институцијата, беа на наша страна и се чувствува на некој начин виновни. Не се чувствувате и биле виновни, меѓу другото, чим дозволиле тоа. Да, госпоѓата Сузана Сасун, која е меѓу другото меѓународен менаџер на биеналето, дури и понуди да, доколку Јован Шумковски не сака да излага на биеналето, да организира изложба во Сао Пауло со неговите дела, ценејќи ги како извонредни, и дека таа ќе направи да овие дела дека се тука направи една изложба негова самостојна во галерија некоја во Сао Пауло. На тоа јас прашав дали таа изложба ќе биде како дислоцирана изложба во рамките на биеналето. На одговорот дека тоа нема да биде изложба во рамките на биеналето, секако дека јас ја одбив таа покана, оставајќи можност за понатаму да како самостојна изложба од Македонија и така натаму се реализира. Меѓутоа нашата цел беше да делата бидат на самото биенале, да се добие во интензитет процесот кој всушност ние сакавме да го реализираме. Инаку нашата одлука конечна беше видена или беше соопштена на самиот ден на отварањето, бидејќи организаторите неколку пати во наше настојување да се реагира, ситуацијата да се измири или да се најде некој компромисно решение, подорганизатори би сакал да ги подразбират имињата на генералниот куратор Нелсон Аквилар и председателот на биеналето Сид Ферейра, кои всушност стоја како главни во биенале. Морам да ја нагласам поддршката на Сузана Сасун цело време. Таа беше навистина бесна, со наједноставно кажано за тоа што гресите го направија. Меѓутоа, чекорот кој ние го одлучивме, всушност таа поставка, делумно изложување, односно излагање со протест на биеналето, беше единствена можна опција во околностите во кои ние се наоѓавме во Сао Пауло. Имајќи предвид дека нашата апликација е примена под Република Македонија, парадоксот што бразилската амбасада во Белград ги издаде нашите привремени пасоши со насловот Македонија, ние бевме таму пуштени во земјата како Македонија, овие сите документи кои малку ги покажавте беа на тоа име и сега нагло таа одлука на организаторот под влијание на грчкиот конзулат во Сао Пауло. Илитантната состојба всушност предизвика да сето овака се одвие.
Добре да кажеме дека темата беше supporting, вие тоа го објаснивте како што се случува или со дводимензионалноста на сликата, подлогата и сликата и така натаму, нешто што може да подразбира широк диапазон на жанрови, на медиуми во уметноста и излагање, може ли Јован Шумковски? Да. Морам да признам дека нашите дела апсолутно се вклопија во таа тема, меѓутоа имаше доста автори, поготово од Источна Европа, каде што условно имаат други трендови и сметаа дека треба да ги аплицираат тие од тој вид. Поглавном имаше доста што ја поддржуваа. Дали за вас таа беше тема како предизвик, нешто посебно или не? Темата беше однапред позната и бордот на Сорос реши моите дела. Така. Најверојатно сметаше дека најблиску се до темата. Во последно време на сите изложби не е обичај доста да се пратат темите, меѓутоа генералниот Нелсон Елвилар беше генерален куратор држеше до таа тема и пред тоа имаше најави во некои списанија интернационални. Инаку видовме и сосем други едни апликации, доста автори од интернационално реноме, морам да признам. Имаше и поставка на изложба од друг вид представување на Пит Мондријан, на Малјевич и на некои други автори од страни што не беа во темата на... Да, еве го имаме тоа. Ова се веќе делови од изложбата. Така. Тоа е, се сеќавам, еден автор од Украина. Од Украина. Да. Ова е павилионот на еден полски автор. Всушност темата, главната тема на оваа изложба требаше да биде, како што веќе рековте, supporting, односно излегување од носачот на уметничкото дело, од самиот зид, излегување во трета димензија и проблемите на изноѓење нови решенија за дводимензионалноста на сликата и платното, сликарско платно, така што тоа е проблем кој уште во 50-тите години е разгледуван и разрешен. Проблематично беше во нашите разговори со колегите зошто токму оваа тема сега во овие години. Да. Меѓутоа, заради тоа што тоа подразбира буквално се од објект кој излегува поставен на зид, како што беше објектот на Јован Шумковски, да кажеме, до инсталација, до перформанс, патем имаше 2-3 перформанса на самото отварање, така што така да шошем на концептот доведе до тоа да се разводни малку основната идеја на генералниот куратор на изложбата. Добре, јас вам да се вратиме во студиото. Би сакала на Јован Шумковски да му пожелам уште многу представувања без проблеми и без протести. Се надевам дека тоа сите заедно ќе го постигнеме, а не беше вас за крај. Само што се вративте од Копенхаген. Ова е тој брод каде што ми рековте дека се случуваше нешто многу интересно, па кажете ми што се случуваше во Копенхаген. Веќе долго време Европа размислува за реинтеграција на европскиот простор. Сведоци сме на се почесто и почесто ангажирање и пројавување интерес за обединување на културните простори на Европа. Се чини дека сме можеби на прагот на бришење на границата исток и запад, барем во уметничка смисла. Да. Тоа е уште еден концепт кој Бонито Олива го пропагираше на една од биеналињата со концептот на транскултурално. Да. Така што Project for Europe е една манифестација замислена да го реинтегрира европскиот уметнички простор. Конкретно изложбата во Копенхаген беше Europe Rediscovered. Повторно пронајдена Европа. Повторно пронајдена Европа, токму така. И основната концепција беше да се сретнат, да се повикаат уметници кои се дислоцирани, кои не работат во своите средини, кои работат со искуствата на средините во кои живеат сега, во овој момент. Многу повеќе беа присутни уметници кои се што дисиденти, што избегани заради сите овие немирни времења, особено на Балканот. Така што самата изложба беше всушност собир на уметници кои не се во своите места каде што би требало да бидат всушност.
Интересно видување, секако на овој проблем, со една нагласка сепак на тоа е веќе едно моје видување, нагласка на тоа што било. Бидејќи самите дела, иако морам да признам дека изложбата е доста компактна, за разлика од изложби кои го имаат тој проблем да варираат во квалитетот на делата. Ова беше на компактна изложба, релативно мала, со некои 30 на учесници. И сите всушност беше за очекување, или барем јас очекував да се понуди нешто што преку тие дела што ќе говори за повторното обединување на Европа. Во главном тоа беше критика, буквално во негативна смисла, критика на досегашната Европа, на досегашните односи на Европа. Кој не представуваше нас? Нас не представуваше Жанета Вангели, како уметник од Македонија, кој живее во Франкфурт веќе долго време, со една своја инсталација, за жал репродукцијата е од друга, една видео, незина работа, со видео инсталација паралелна, насловена како The Wish, во незиниот актуелен, рецентен опус, инсталација со платна, со текстови, како што тоа веќе знае да го работи, и вториот учесник од Македонија, кој всушност Александар Станковски, кој изведе инсталација насловена The Smoking Room, зборувајќи за контекстот на пушењето на балканските простори со неговите видувања, на која всушност инсталација беа поставени 3 негови платна слики, компонирани со елементи присутни во неговата околина, дневниот печат, инсталација која ја покажуваше актуелноста на македонската сцена, политичка пред се, и неговиот не политички ангажиран однос кој се граничи со ироничното или пак со едноставно безинтересното. Со други зборови, и двајцата беа составен дел на овој, како што веќе рекла, на нова компактна изложба. Каде сеќе од изложбата, дали? Изложбата има патувачки карактер, односно во текот на ова како и уметниците тие се дислоцираат, нели? Да, тоа се врзува со концептот на номадизмот, нели? Сега тука е тоа доста актуелно. Со други зборови, ова изложба треба да ги обедини културните кризни жаришта во Европа. Следната изложба се планира да биде во Белфаст. Нема потреба да експлицираме што Белфаст значи за Европа. Обидувајќи се да ги натера луѓето да повторно комуницираат. Концептот е замислен со една голема мисија. Нема да проблематизираме сега тоа како иде. Понатаму треба да оди изложбата во Варшава, за да конечно во Париз потоа и да конечно заврши во Барселона во 96-та година. Кон крајот на 96-та година. Може би некој од нашите гледачи ќе може да се најде во тоа време, во тоа место, да ја посети оваа изложба. А овој брод може би ќе се укотви некаде во некоја сина лагуна, ќе си ја најде секој своето уточиште на некој начин. Ви благодарам и на обајците што бевте наши гости во овие веќе полноќни часови. Во емисијата Аквариум, уште многу излагања, уште многу изложби, многу патувања и информации за нас. Благодарам. Благодарам.